Регионални вести на првиот ден од работната недела. За 19-месечната Хазбија Красничи, која беше напуштена од мајката, ќе се грижи нејзината стрина. Така одлучил таткото на девојчето, кој не се согласил неговата ќерка да биде пратена во дом за деца без родители, предлози кои биле нудени од државните институции. 19-месечната Хазбија Красники, која беше напуштена од својата мајка, оставајќи ја да живее во субстандардни услови во малото покрај реката Пена во Тетово, ќе ја чува незината стрина. Така одлучил таткото на девојчето, кој не се согласува неговата ќерка да биде дадена во дом за деца без родители, опција која беше понудена од Центарот за социјални работи и Министерот за труд и социјална политика Ибрахим Ибрахими. Хазбија веќе однесена кај незината стрина, кој не сакаше да зборува пред камера. Вели дека ги има сите услови да се грижи за девојчето. Хазбија, откако ја напушти незината мајка пред околу 1 месец, живееше без доволно грејење, храна, облек и лекови. Незиниот татко пак преку цел ден работеше на депонијата во Тетово. За неја едва се грижеше незиниот 65 годишен дедо кој едва оди. Тој беше принуден девојчето да го врзува во колепки, завиткува во кебиња, да не се разболе во ланата соба. Вели дека е пресреќен што внуката ќе ја чува неговата снаа која живее во близина на неговиот дом. Ја не могу да го дам дом и не го дам никад. Тој има кој да го гледа, има фамилија овде, има тоа, ми не сме едно и две. Ми сме овде 300 души. Тоа е, брат. Значи се нафате семејство да го чува. Тачно. Имате доволно огревно дрво и слично? Па имamo малку дрво, фала му од другарот нам донеси неки метар две. Ево помалце. За зимава има. За зима, да. За овај месец и пол, да каже човек. Што ќе правиме? Да, тоа е, брат, фала ти од вас. Ако ќе нам донеси пак, ќе нам донеси дрва, да. Jer otišli su, znaš, gori, ladno je, zima je, a da, ako može da donesi, hvala mu, ako ne, pak hvala mu, Господ здравје нека дава нега. Од Центарот за социјални работи велат дека Хазбија ќе биде постојано одгледувана од нивни екипи. Дедото на девојчето наскоро ќе зема постојана парична помош, а ќе се покрене постапка за Хазбија да се земе и детски додаток. Од Центарот велат дека ако не се пронајде и појави мајката на девојчето подолго време, веднаш ќе се започне со процедура за одземање на незиното родителско право. Од невладината организација Англолипе, која се грижи за ранливите категории граѓани, вели дека речиси сите жители кои живеат во малото покрај реката Пена се социјални случаи. Пола од нив немаат лична документација, поради што не можат да остварат ниту здравствено, ниту социјално право, причина поради која што живеат на работна екзистенција. Особено е потребно да се направи напор и на девојчето и на сите оние луѓе овдека кои што немаат лична документација од страна на надлежните институции да се овозможни што полесен пристап за да може да добијат лични документи и апел за сите хумани луѓе кои што сакаат, кои што се во можност да помогнат да дојдат тука и во доменот на своите можности да помагаат на ова население на кое што нависи да му е потребна помош. Голем број на граѓани дадоа и понудија помош во храна, облек, огревно дрво и средства за хигиена. Утредента девојчето привремено додека не закрепна, беше згрижено од жителка на Тетово. Ако Државниот инспекторат за животна средина повторно донесе одлука за забрана за негово работење, Југохром ќе почне со отпуштање на дел од вработените. Останува најавата за протест на синдикатот утре од 11 до 13 часот со блокирање на автопатот Тетово-Скопје. Југохром ќе почне со отпуштање на дел од вработените идниот месец, ако Државниот инспекторат за животна средина повторно донесе одлука за забрана на негово работење поради интегрираната дозвола. Како што рече денеска на пресконференција директорот Васил Скендеровски, сопственикот на Југохром има јасни намери да вложи во систем за отпрашување, но смета дека државата треба да обезбеди рамноправни услови на пазарот за сите комбинати. Забраната за работење на Југохром истекува утре, беше во рок на трајање од 90 дена. Директорот Скендеровски информира дека изминатите 3 месеци успеал да ги задржи вработените, но ситуацијата веќе станува алармантна. Еден вид на почеток на крајот на
на Југохром во овој период, затоа што ние како комбинат, како менеджмент, навистина не сме веќе во можност повеќе да ги вработените да ги држиме на статус на вработени. Еве поминаа речиси 3 месеци од затварањето на Југохром. Јас успев како прв човек на комбинатот да издействувам кај сопственикот за ноември и декември да бидат редовно вработени. Јануари земав на своја одговорност. Исто така работниците да останат во редовен работен однос, но мислам дека тука веќе ќе биде крајот. Во меѓувреме синдикатот на Југохром најави дека во знак на протест поради исклучување на печките, утре од 11 до 13 часот ќе го блокира автопатот Тетово-Скопје, кај на платната рампа Желино. Јавното предпријатие Градски паркинг Тетово минатата година остварило добивка од речиси 23 милиони денари. На денешната седница на Советот беше верификуван советничкиот мандат на Садудин Османи од ДПА, кој доаѓа на местото на Бардулј Даути, откако тој стана пратеник во Собранието на Република Македонија. Во 2016 година јавното предпријатие Градски паркинг Тетово остварило приход од 22 милиони 772 илјади денари, додека трошоците му изнесувале 22 милиони 572 илјади денари. Според ова, суфицитот на предпријатието за минатата година изнесува 208 илјади денари. Финансискиот извештај за јавното предпријатие Градски паркинг Тетово денес го усвоија советниците на општина Тетово. Советот даде зелено светло и за финансискиот извештај за 2017 година, според кој предпријатието планира да оствари приход од 37 милиони и 475 илјади денари врз основа на наплата на зонско паркирање и пајак службата. Советниците откако ја разгледаа, ја усвоија и план програмата за работа за изминатата година, како и за оваа година. На денешната 45-та седница на Советот беше верификуван советничкиот мандат на Садудин Османи од ДПА, кој доаѓа на местото на Бардулј Даути откако тој стана пратеник во Собранието на Република Македонија. Тетовските советници изгласаа годишен план за вработување во општина Тетово, според кој во 2017 година треба да бидат реализирани 10 нови вработувања. Понатаму советниците изгласаа согласност за доделување на финансиска помош за 4 лица од Бозовци и Ѓермо во висина од 100.000 денари по лице. Советот усвои предлог одлука за донесување на план за заштита од природни непогоди и други несреќи, но и процена на загрозеност на општина Тетово од елементарни непогоди и други несреќи. Советниците на општина Тетово изгласаа правилник за заштита од пожари и експлозии и дадоа зелено светло за формирање на универзална единица за заштита и спасување на општина Тетово. На 45-тата седница на дневен ред се најдоа и беа изгласани финансиските планови на основните и средните училишта во Тетово, како и за детските градинки Младост, а советниците ја дадоа својата согласност за разрешување и именување на нови членови на управните одбори во неколку училишта. На денешната седница беа додадени уште 8 точки на дневниот ред, со што вкупниот број на точки на разгледување беа рекордни 40, од нив најмногу 19 се однесуваа на урбанизмот. Истече рокот за формирање нова влада. ВМРО, ДПМН и ДУИ без договор за владеачка коалиција. ВМРО, ДПМН и ДУИ не успеа да формираат влада во дадениот рок, откако партијата од албанскиот блок соопшти дека е потребно дополнително време за консултации по ова прашање. ДУИ по долги консултации не успеа да постигне договор по прашањето. Портпаролот на партијата Бујар Османи пред седиштето на ДУИ во Мала Речица вчера вечер изјави дека продолжуваат со дебатата и дека за нив се уште се отворени сите опции. Како што сте запознаени, од пред неколку недели ДУИ започна сеопфатен процес на консултации со членството од различните форуми, од различни нивои на партијата, меѓутоа и со наши пријатели надвор од партијата и наши пријатели од меѓународната заедница, за да дискутираме и дебатираме по однос на 5 предлози кои што претседателот Ахмети ги постави како можни после резултатите од изборите на 11 декември. Дебатата беше корисна, беше конструктивна, беше добронамерна за да се донесе најдобрата и најздравата одлука за сите граѓани на Република Македонија. Од последните состаноци на претседателството на партијата, во кој што беа присутни и новите пратеници,
Тоа што унанимно едногласно заклучивме и одлучивме е дека таа дебата не може денеска да биде исцрпена и дека немаме доволно аргументи да се определиме за било која од 5 опции кои што беа ставени како предмет на дебата. Така да останува во наредните денови да продолжиме по однос на оваа аргументација, за да може да ја исцрпиме дебатата и за да може одлуката да биде што покорисна за граѓаните на Република Македонија. Остануваат сите опции отворени. Истекува рокот вечер, Груевски што го има мандатот треба да го врати. Што значи ова? Значи Дуи разговараше по однос на овие аргументи. Пред се ни е битен договорот кој што го имаме подпишано со албанците на 11 декември. Ние констатиравме дека е потребно уште време да се исцрпи дебата и дека нема доволно аргументи да донесеме ние одлука за било која од опциите. Тоа беше задача на Дуи да донесе одлука, ние се уште не ја донесовме таа одлука. Од ВМРО ДПМН реагираа дека потребно е спроведување на нови избори со цел излез од политичката криза. Порачуваат дека секое друго решение ќе доведе до нова конфликтност и проблеми во и онака според нив поделеното општество и нема да биде во функција на одржливост и остварување на било чии програмски цели. Од ВМРО ДПМН посочуваат и дека остануваат на своите принципиелни позиции по однос на стратешките прашања од државен и национален интерес и прогласот усвоен на 17 декември 2016 година. Лидерот на опозицијската СДСМ Зоран Заев пак очекува да го добие мандатот за состав на нова влада од шефот на државата Ѓорѓе Иванов. Заев денеска на пресконференција рече дека ги нема обезбедено потребните 61 мандат за формирање на мнозинство, но тврди оти е убеден дека ќе успее во тоа. Никола Груевски никогаш повеќе нема да биде премиер. Се докажа дека Груевски го нема потребното мнозинство за да формира влада. ВМРО ДПМН синоќа на полнок и официјално ја изгуби можноста за формирање на влада. Почитувани граѓани, Македонија нема време за губење. Демократските процеси се почнати, така одлучија над 612.000 граѓани од сите етнички заедници и Македонија мора да оди напред. Очекувам Ѓорѓе Иванов да ми го додели мандатот за формирање на нова влада на Република Македонија. Сите поинакви опции ќе значат кршење на Уставот и злоупотреба на функцијата. Инаку Европската Унија очекува од председателот на државата Ѓорѓе Иванов да изврши итна и отворена консултација со политичките партии во земјата и брзо да определи лидер за формирање влада, изјави на пресконференција портпаролката на Европската комисија Маја Коцијанчиќ. Noted that no agreement has been reached yet on the formation of a new government, and we therefore call on all political actors in the country, including the president, to act in calm, constructive manner and with all the responsibility to solve the current situation, because as you know, the country has no time to lose. In this regard, we expect that the president, in line with the constitution, to pursue urgent open consultations with the political forces in the country and swiftly task a leader with the formation of a government who can find common ground for forming a stable, solid and accountable coalition. As we've said before, such a coalition should be as broad as possible and rally around strong, inclusive, reformist consensus and inter-ethnic cooperation. Председателот Ѓорѓе Иванов му го даде мандатот на лидерот на ВМРО ДПМН Никола Груевски за формирање на нова влада, откако партијата усвои најмногу пратеници на изборите. Груевски имаше рок до 29 јануари на полноќ да обезбеди мнозинство од 61 пратеник.
Полицискиот билтен бележи пожар во подрумски простории во зграда во блок 82 во Тетово. СВР Тетово регистрира и тешка повреда, кој жител на Тетовска Шипковица ја здобил додека се скијал на Попова шапка. Завчера попладне околу 16 часот избувнал пожар во подрумски простории во зграда на улица Благоја Тоска, блок 82 во Тетово, собственост на 60 годишен тетовец. При тоа пожарени биле еден електричен шпоред, 4 дрвени врати, исто толку постари телевизори, еден видеорекордер, еден мотоцикл и 3 велосипеди. Покрај тоа, оштетени се дрвени врати и уште 5 други соседни подруми, како и дел од електричната инсталација. Со интервенција на тетовските пожарникари, пожарот целосно е локализиран, а вкупната материјална штета се проценува на 90.000 денари. По извршениот увид вчера се утврдува причината за пожарот и други поединости. Првично, најверојатна причина е очакот кој поминувал низ подрумската просторија. Завчера околу 13 часот на скијачката патека Бабен извор на Попова шапка, скијајќи се паднал и се повредил 23 годишен жител од Шипковица. Префрлувајќи се од една на друга патека, тој загубил контрола и удрил во пластична ограда која била поставена на еден од неисправните ски лифтови и ја пробил и завршил во челичните сајли на лифтот. Со задобените повреди, тој пренесен во Тетовската клиничка болница, пошто итно бил префрлен на скопските клиники. Укажана му е помош и пуштене на домашно лекување. Извршени увиди се расчистува случајот. Во текот на викендов непознати сторители ја ограбиле црквата Свети Петар и Павле во Гостиварска Банјица. Ова е трета кражба на верски објект на поширокото гостиварско подрачје од почетокот на годинава. Во полицискиот билтен регистриран е и случај на повреден работник на предпријатието Комуналец во Гостивар. Ограбен е уште еден верски објект во Гостиварско. Овој пат се работи за црквата Свети Петар и Павле во Банјица. Кражбата ја пријавил 77 годишен жител на селото, а се случила помеѓу 28 и 29 овој месец. Според информациите од СВР Тетово, засега непознати сторители насилно ја отвориле алуминиумската врата од јужната страна на црквата, при што извадиле и дел од неа. Влегле внатре и од местото каде се продавале свеќи одзеле околу 2.500 денари, пошто побегнале. Од полицијата соопштуваат дека е извршен увид и се преземаат мерки за целосно расветлување на случајот и за откривање на сторителите. Од почетокот на годинава, ова е трета кражба во црква во поширокиот Гостиварски регион. Полицијата регистрира и настан во кој вчера попладне бил повреден работник на Гостиварски Комуналец. 52 годишен гостиварец вработен во јавното предпријатие бил донесен на ургентното одделение во Гостиварската болница со фрактура на левата рака. Повредата ја добил работејќи на подигнување смет на улицата Браќа Гиновски во Гостивар. По укажаната медицинска грижа бил пуштен на домашна нега. Се утврдуваат околностите под кои се случила повредата. Во пресрет на утрешниот празник Свети Атанаси, денес жителите на Варвара и Лешок заеднички прославуваа. Славието се случуваше околу стариот манастир над Лешок и представуваше продолжување на долгогодишната традиција. Во пресрет на големиот христијански празник Свети Атанаси, заедничка прослава денес имаа жителите на Лешок и Варвара во стариот манастир над Лешок, денес руиниран, а некогашно седиште на Полошката епископија како духовен, управен и културен центар и место каде што се школувале свештеници. Жителите на Варвара денес го исполнија ветувањето од минатата година, дека ако некој од нив ја најде паричката во кумскиот колач замесен за одбележувањето на Свети Атанаси во стариот манастир во Лешок, ќе им дојдат на гости со музика. Одејќи пеш од нивното село надолу, ечеше убава македонска песна. Доаѓаа кумовите. Значи, ние сме во својство на кумови од село Варвара, на село Лешек, за празникот Свети Атанасија Велики. Значи, луѓето од Лешек, Свети Атанасија Велики го чекаа на каната, на 31. Иначе Свети Атанасија Велики денот е на 31. Ние од село Варвара сме кумови
повеќе години на овој празник. И годинава севте сме решили да им кажеме дека ние стално ќе им бидеме кумови, зашто сме близко со селата, многу ни се значени како ние на нив, така и они на нас. И ова традиционално да биде секоја година од село Варвара до Стар манастир со музика да им дојдеме на кумовите. Значи, ова е прва година како вака правиме. Сега мнозина викаа традицијата била ваква таква, ама све е у животот менливо. Сакаме да измениме нешто на добро. Сигурен сум дека луѓето од Лешек тоа го прифатиле како добро и дека ова ќе влезе како нешто што ќе го работиме секоја година. Целта прво ние зближува, иако се двете села многу блиски, ова ќе направи уште еден поголем спој за блискост на истите. А имаме луѓе кои што не само од Варвара и од Лешак, туку и околните места, сега чекаме и гости од Америка, кои ќе дојдат на овој ден заедно со нас да го прославиме денот како што треба, затоа што Атанасија Велики е еден од светците кој што во христијанството има положено многу. За лешочани ова е посебен ден, затоа што преку овој собир ја продолжуваат традицијата на нивните предци на истото свето место каде оделе и тие, но за жал во храм оставен без никаква грижа и внимание. Ова е традиција оддамна да речем, може ја за мои години редовно да се ишло. Само не било вака овде со готвење, него сме доаѓале со мезе дома, месо, пиење кој што има и сме слагале доле у манастирот. И манастирот постарите луѓе, да речемо, на вечера тамо се готвеше. После ги изменија тоа побојде што направија, да се префрлим овде горе и така се настави овдека и така терамо сега за сега. Иначе, ова е стварно едно свето место убаво, што ете еден поп руски, да речемо, од Русија дошел овде, манастирот бил разрушен и он сам го обновил. Дакле, продолжи како што е разрушеното и имаше направено соба тамо што живееше. И на ова место кај што се наоѓамо беше лозие, имаше лозие посадено, а тамо му беше тоа воќњак. Многу добро беше и цело е оградено со зид околу. Некој способен човек многу го оживел ова местенце, иначе ова било запоставено. Од времето турско, срушено, пропаднато, кај дошал он у манастиров доле, он го испитал, го пронашал и така го обновил и така традицијата од тога е тргнала нагоре. Стариот манастир Свети Атанаси обстојувал со векови. Сепак, по катастрофалното разурнување во 17-тиот век, монасите не се чувствувале сигурни и го напуштиле. Подоцна, особено по обновата што била извршена во времето на Кирил Пејчиновиќ, местното население секогаш доаѓало за црковно-народниот празник Свети Атанасије. По повод христијанскиот празник Свети Атанаси Зимен, утре чествување ќе има во манастирскиот комплекс Балтепе, како и во населеното место Требош. Православните христијани на 31 јануари го чествуваат празникот Свети Атанаси Зимен. По повод празникот, утре чествување ќе има во манастирскиот комплекс Свети Атанаси на Балтепе, каде свештенослужители на Тетовското архиерејско наместништво ќе отслужат празнична утрена со света божествена литургија, со почеток во 8 часот и 30 минути. По литургијата ќе биде извршен чинот на мал водосвет и ќе бидат прережани кумските колачи. Годинешните кумови, присутните верници, ќе ги послужат со топол чај и ракија. Од црковното настојателство ги покануваат сите православни христијани да присуствуваат и молитвено да учествуваат на богослужбата, како и на заедничката прослава. Инаку традиционално на Свети Атанаси на Тетовското кале, тетовци ја продолжуваат прославата на празникот се до вечерните часови, со сеопшто народна веселба. Чествување на големиот христијански празник Свети Атанаси организира и црковниот одбор на село Требош, во чест на архиепископот Александриски. Со почеток во 14 часот ќе биде извршен чинот на мал водосвет, благословување и режење на кумските колачи.
Според обичајот, прославата ќе продолжи во црковната трпезарија со братско-сестринска трпеза на љубовта, приредена од кумовите, но и со музика за добро расположение. И за крај на регионалните вести една спортска информација. Лина Ѓорчевска, најдобрата македонска тенисерка по Австралија Опен, е на 192-то место на ВТА листата. Најдобрата македонска тенисерка Лина Ѓорчевска забележа скок од 12 места и на најновото рангирање на ВТА е 192 во светот со 284 бода. Ова за неа е прв пласман под 200-та позиција во кариерата на листата во поединечна конкуренција. Напредокот доаѓа по завршување на Австралија Опен и вкалкулирање на бодовите што тенисерите и тенисерките ги освоија при настапите. Ѓорчевска во Мелбурн оствари 2 победи во квалификациите. Во првото коло ја елиминира американката Саша Викери, а во второто и унгарката Далма Галфи. На патот до главниот турнир беше поразена од Стефани Гофел, прва носителка во квалификациите. Во двојки Ѓорчевска забележа мал пат од 6 места и сега е на 135-та позиција. Илјадници луѓе маршираа во Букурешт и во други романски градови против планот на владата да амнестира корумпирани политичари и да декриминализира некои престапи. Романскиот премиер изјави дека сака да добие право да помилува затвореници, бидејќи затворите биле преполни. Тој вчера оцени дека протестите биле политизирани и го критикуваше председателот, кој во минатата недела учествуваше на слични вакви протести. Председателот, главниот обвинител, Врховниот суд и специјалното обвинителство за борба против организираниот криминал го критикуваа планот на владата. Полицијата во канадскиот град Квебек соопшти дека имало убиени во пукањето во локалната џамија за време на вчерашната молитва. Според некои канадски медиуми, имало 6 убиени и 10 ранети. Новинската агенција Reuters јавува дека најмалку 3 вооружени лица почнале да пукаат во џамијата, во која имало 40 луѓе. Полицијата соопшти дека биле уапсени 2 лица. Белгија им го предаде на француските власти Мохамед Абрини, одговорен за нападот на бриселскиот аеродром, познат како човекот со шапката. Француските власти ќе го испрашуваат во врска со нападите во Париз. Во рамки на истрагата врзана за нападите во Париз на 13 ноември 2015, Мохамед Абрини им е предаден на француските власти на период од 1 ден, велат од белгиското обвинителство. Абрини беше уапсен на 8 април 2016 по анализата на снимката од бриселскиот аеродром, на која носи шапка, па во јавноста стана познат како човекот со шапката. Постои основано сомнение дека тој учествувал и во нападот во Париз 2015. Најмалку 65 лица се повредени во голема несреќа што се случи ноќеска на патот во францускиот регион Ил-де-Франс. Состојбата на 3 лица е критична, се судриле 2 патнички автобуси, автомобил со приколка и 4 автомобили. Инцидентот се случил околу 5 часот наутро на 45 километри западно од Париз, на сообраќајница која ги поврзува Нормандија со Париз. Патот е блокиран, а спасувачките екипи и полицајците продолжуваат со работа на местото. Малезиските тимови успеале да спасат 23 кинески туристи и 20 членови на екипажот, откако бродот со кој се превезувале потонал во близина на брегот на Борнео. Според властите, 5 туристи и 1 член на екипажот се уште се водат за исчезнати. Бродот загубил контрола по тргнувањето од Кота Кинабалу, главниот град на Сабах, а се упатил кон популарниот туристички остров Пулау Менгалу, кој е на 60 на километри оддалеченост од брегот. Денес имавме претежно облачно време со сончеви периоди и со слаб југоисточен ветер. Предпладне по одделни котлини имаше ниска облачност и слаба магла.
Утринските температури ќе се движат од -10 до -5, а дневните од -3 до 1 степен. Ви благодариме на вниманието. Овде ги завршуваме регионалните вести. Пријатно!